Камен темелник на нова спортска сала доби воената академија генерал Михајло Апостолски во Скопје. На настанот присуствуваа премиерот Христијан Мицкоски, како и министрите за одбрана и спорт Владо Мисајловски и Борко Ристовски. Инвеститор на овој проект е Министерството за спорт, а вредноста изнесува скоро 65 милиони денари. Предвидено е новата сала да биде со стандарден терен за ракомет, кошарка и одбојка, трибина со капацитет за 400 гледачи, со облекувални и дополнителен подтрибински простор. Не застануваме тука, ќе продолжиме со многу други проекти. Овој проект доаѓа директно од Министерството за спорт и навистина одлична соработка. Благодарен сум. Подпишав меморандум за соработка и еве може да видиме дека почнува да се остварува овој проект. Но продолжуваме понатака. Еве сакам да искористам оваа можност да кажам дека на последната седница на владата помина и реконструкција, односно проект за домот на Арама и хотелот Шар на Попова шапка, што за наредната година ќе имаме уште два нови проекти после 30 години да ги започнеме. Уште еднаш благодарност и ако има прашање се разбира. Изградба на нова водоводна атмосферска и канализацијска мрежа во населбата Дуќанџик најави министерот за животна средина и просторно планирање Изет Меджити. Проектот е финансиран од Владата на Република Северна Македонија и Министерството за животна средина во соработка со Европската инвестициска банка. Ова е вистинска трансформација на основната инфраструктура која директно ќе го подобри квалитетот на животот на граѓаните во оваа населба, изјави Меджити. Независните граѓански иницијативи од Скопје формираат партии со цел учество на локалните избори. Зелен хуман град кои настапуваат независно на овие локални избори, но и шанса за центар кои формираат партија заедно со независни за Карпош и Зелените од Газибаба, го почнаа процесот на собирање 1000 потписи за основање на политичка партија. Граѓанските иницијативи ги повикуваат граѓаните да се вклучат во процесот преку потпишување за формирањето на партија, како поддршка против системското отежнување за нивно учество на локалните избори. Од независните граѓански иницијативи велат дека процесот на собирање е веќе во тек и дека секој еден потпис е важен. Четворица млади жедни за внимание го претворија булеварот Партизански одреди и пазарчето во Ѓорче Петров во своја лична трка по возбуда. Без регистрација и без одговорност ја загрозија и својата и јавната безбедност низ улиците на Скопје, поттикнувајќи за препастување и осуда кај јавноста. Видеото, кое со молскавична брзина се рашири по социјалните мрежи, го разбуди гневот на граѓаните, вклучително и бројни остри коментари насочени кон ваквото безумно однесување. Останува мистерија кога е точно снимено видеото, а МВР поднесе кривични пријави против лицата кои дивееа на скопските улици. Општинските служби на Општина Центар поставија нови паркинзи за велосипеди и тротинети на неколку локации. Овие нови капацитети се дел од континуираните напори на Општина Центар за унапредување на урбаната инфраструктура и поттикнување на одржлив транспорт, изјави градоначалникот Горан Герасимовски. Новите паркинзи се поставени кај сквер Јадран, водно кај маркетот Тинекс, во населбите Крњево и Кале, во Буњаковец кај Зегин, на улицата Рајко Жензифов и пред зградата на Општина Центар. Со овие интервенции Центар го правиме попријатно и пофункционално место за живеење. Досега доделивме над 584 субвенции за велосипеди, поттикнувајќи поздрави навики и подигнувајќи ја екосвеста кај нашите сограѓани, изјави Герасимовски. Околу 600 дечиња кои годинава за прв пат ќе седнат во училишните клупи во некој од 8 основни училишта во општина Киселавода, ќе добијат сеопфатен пакет со се што им е потребно за успешно да го започнат своето образовно патување, ранче, тетратки и основен училишен прибор. Првиот училишен ден е посебен, исполнет со радост, возбуда и гордост, не само за децата, туку и за нивните родители. Тој треба да остане во сеќавање по детската насмевка, а не по финансиските грижи, се вели во објавата на градоначалникот Ѓорѓиевски, кој е и кандидат за градоначалник на Скопје. Водата во Скопје е безбедна за пиење, покажува најновиот неделен извештај на јавното претпријатие Водовод и канализација. Секторот за санитарна контрола во периодот од 28 јули до 1 август 2025 година земал 213 примероци за физичко-хемиска и 213 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 46 мерни места во градот Скопје. Според добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење.
Во интервју за Прва Скопска телевизија, градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски, меѓу повеќето прашања, одговори и на неодамнешните обвинувања од градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, оти вовел мораториум за градби откако ја насадил цела општина со згради и токму тоа е една од причините за недостигот на вода за пиење. Кај секоја постапка за одобрение за градба, делот на водоводна мрежа и делот на отпадни води оди на мислење во градот Скопје, односно во јавното предпријатие Водовод и канализација. Доколку тие не дадат соодветно мислење, тогаш процесот ќе запре тука. Така да тие кога одобруваат одредени проекти, добро знаат со каков капацитет располагаат и кои се можностите на градот Скопје и што треба да преземат. И уште еден друг момент што сакам да го соопштам и што треба да им биде појаснен на граѓаните. Од наплаќањето на надоме за комунали за изградба на куќи и стамбени објекти на територијата на градот Скопје, 40% задржува општината, 60% зима градот Скопје. Тие средства се сосема доволни да ги пренамени во изградба на нови пумпни станици на територија на општина Газибаба, во изградба на нова мрежа на водовод и фекална канализација и слично. Меѓутоа, за жал, изминатите 4 години ние немаме ниту еден запад од страна на градот Скопје во општина Газибаба. И сметам дека согласно закон надлежноста за водоснабдување на градот Скопје е под на жителите на градот Скопје е под директно капа на градот Скопје јавното предпријатие Водовод и канализација и никој не треба да бега од таа одговорност. Ние како локална самоуправа ќе партиципираме во сите проекти што ќе ги определи градот Скопје и Водовод и канализација со цел да го решиме проблемот на граѓаните. Меѓутоа, ќе повторам, надлежноста за тоа ја има исклучиво Водовод и канализација. Целото интервју со градоначалникот на Газибаба погледнете го во емисијата Директно со на Прва Скопска телевизија.